Новинарскиот синдикат изрази полна поддршка и солидарност со новинарот Борјан Јовановски, кој беше нападнат од извршител на политиката на, како што велат, безумие, ментална и морална пореметеност која за жал се засилува во Македонија. Вербалното насилство промовирано од власта почнува да метастазира во состојба во која новинарите и медиумските работници веќе не се сигурни ниту на работното место, ниту во својата приватност, велат од синдикатот. Будалаштини се тоа дека ќе бидат казнувани граѓаните ако не зборуваат албански јазик, се манипулира со народот, дека парите ќе бидат двојазични, изјави синоќа лидерот на СДСМ Зоран Заев во интервју за телевизија 24. Во врска со повикот на Груевски до граѓаните за одбрана на државата, Заев рече дека е жално што ги манипулира граѓаните за да се заштити од тоа да не ги врати парите и да не одговара пред законот. Централното претседателство на ДУИ денеска ќе одржи средба во седиштето на партијата во Мала Речица. На средбата ќе се дискутира и за последната средба на претседателот на ДУИ Ахмети со лидерот на СДСМ Заев. Ахмети вчера за TV21 изјави дека е потребно што побрзо да се состави влада за да се избегне украинското сценарио.